Во тоа време, јас сум директор на Дом на млади 25. мај. Од 1980 до 1986. Джезот е од 1982. Но, иако е тоа почеток, он влече сериозни корени во почетоците пред тоа. Најмалку 8-9 години пред тоа. Јас сум новинар во студентски збор и млад борец. Го следам Њупорт Белград Джез фестивалот. Се обидував да внесам и актуелности, еве, например, тоа се фотографии кои што се оригинални мои, што јас ги фотографирав од Њупорт Белград Джез фестивал 72, 3, 4, 5 година и така натаму. Потоа сум председател на муzička omladina на Скопје и на Југославија. Имаме неколку меѓународни проекти, како што се МТМО, Грожњан, меѓународниот камп. Ова го кажам заради тоа што дел од тамо се влечеше и програмата на Скопскиот джез фестивал и така и 1980 година доаѓам од градска и републичка конференција на младина во Дом на млади 25. мај. Како куриозитет да кажам, еден момент кај што 71 година избегав од школа и отидов, дојде во Белград Њупорт Джез фестивал. Тие го одржуваа како традиција тоа. Купи еден другар карти, а излажав 71 година. Излажав дома дека ме пуштија, ми купија таму карти и отидов. И на врата сакав да влезам во домот на синдикатите, од страна имаше еден спореден влез и се судирам со еден стар човек, кога го погледнав, го видов Дюк Елингтон. Знаете што? Како да сум се судил со Бетовен. Во светот на джезот тоа е човек кој чиви 5000 композиции се во оптек и ден денес. Тоа се имиња кои мислам, за мене значи многу. За некого можеби не значи ништо, али тогаш свиреа Гери Бартон соло. Свиреше со 6 палици вибрафон, тој истиот Гери Бартон дојде и овде во Скопје. Почетоците на джез фестивалот се сврзани со работата на културниот дом 25. мај, младинскиот културен дом 25. мај и многу културни збиднувања настани беа гравитираа кон тој простор и тој дом беше претворен со доаѓањето на Мирко Стефановски за директор како еден отворен форум на младите луѓе, кои што можеа да слободно да изнесат своји идеи и своји видувања за многу работи во тогашната, да така кажам, општествена средина. Идејата влече уште 8 од 73 година од Белград Джез фестивал. Њупорт беше страхотен проект во Белград, исклучително импресивен со гиганти на джезот и сите ние млади кои што бевме тамо сакавме да, односно меѓу нив и јас сакав да го направиме тоа исто така во нашиот град и нашата млада генерација да почувствува тој вкус, да кажам, од западот. Секако тоа беше и продукција на Џорџ Вејн и на Аца Живковиќ и тоа беше еден од најголемите проекти и на Американската амбасада во Белград и отока таков исклучителен квалитет и интерес. Јас бев фан на джезот и се уште сум нормално. Во тогашниот музички клуб во Домот на млади 25. мај, каде што ја бев музички уредник, доваѓа околу 100 активисти, каде што слушавме рок, джез, класична музика и така натаму. Имавме термин, мислам дека беше секој четврток да пуштаме джез.
И така полека се роди идејата за джез фестивал, затоа што во Скопје тогаш джез немаше ни джез клуб, имаше ретки гостувања на 2-3 години еднаш, претежно преку Американскиот културен центар, на американски джез групи, преку Францускиот културен центар. 4 години пред да дојде до джез фестивалот, исклучително важно, па ми се чини витална улога одигра клубот на музичка младина во Дома млади, тој е 78 година. Од тогаш по неколку години ние го формиравме клубот на музичка младина во Дом на млади и сите тие пилот проекти се работеа во музичкиот клуб во Дом на млади. Музичка младина имаше своји клубови и во Друштво на композитори, во таверна, во ембиуци така натаму, а меѓу нив е и во Дом на млади во кој што се правеа експериментални програми. Таа основа од музичкиот клуб особено се имплицираше на джем сешн вечерите кои што се практикуваа во клубот, а потоа се префрлија и во дансинг салата кога јас дојдов за директор. Имавме ние во Домот на младите тогашен, сегашен Младински културен центар, тој джез клуб, каде што се појавува и Оливер Белопета и Велибор Педески и други кои држаат трибини за джезот. Костадин Костадиновски го шетавме низ Македонија заедно со музичката младина, каде што представуваше таа тема песна, блузот, песна на црниот човек. Беше емисија што беше една се емитува на радио. А после јас ја прилагодев како во живо да ја емитувам преку музичката младина. Музичкиот клуб се базираше на предавања за джез музиката и джем сешн вечери. Секој петок и сабота беа рок концерти во дансинг салата, а во вторник и четврток беа за джезот. Така да преку цела недела имаше програми во домот, од кој што еден дел беше посветен и на джезот. Таму беа сериозни опити на младите да се вклучуваат, но секако она публиката на што најповеќе реагираше тоа беа джем сешн вечерите. То така баш не можеше да се направи ако немаше и искусни и добри музичари како што се Гаро, рецимо, кој што носеше лавовски дел од тие джем сешн вечери, Мики Петковски и така натаму. Они добија својвремен квалитет кога почна джез фестивалот и кога по 23 часот на странските музичари се приклучија и македонските музичари во заедничка свирка. Тоа беше една резонанца од Белградскиот джез фестивал. И во тоа време во Белград можеше да се организира такво нешто, затоа што крајен случај беше главен град на една респектирана држава во тоа време. И првите, да така кажам, идеи и мисли дојдоа од таму. Почетоците се мощни и интересни, ентузијастички, младешки, што би рекле. Некаде 81-та година разговаравме овдека во Домот на младите, тогаш сега МКЦ, во нашиот клуб на музичка младина и на МКЦ, кој што беше во детскиот креативен центар, заедно со Мирко Стефановски и Гоце Димовски, кој што Мирко Стефановски беше директор тогаш на Домот на млади, а Гоце Димовски беше музички уредник. Па ја во Домот на младите дојдов во 81 година, веднаш после армија. Работев таму 6-7 месеци како волонтер, како музички уредник. Потоа од 1 март 82 станав
музички уредник, званично. Како секретар тогаш на Музичка младина, бев другар со нив, особено со Мирко Стефановски, уште од гимназиските денови, бевме навистина доста инволвирани на некој начин, особено Мирко, со својата голема дискофилија што имаше дома и мислам дека се уште има, околу джез настапи во Скопје, спорадично или организирано. Тоа беше време кога почина председателот Јосип Броз Тито, кога не се знаеше што ќе биде со Југославија, кога веќе размислувавме културата македонска да ја презентираме во светот. Во тоа време почнаа да живеат идеи, почнавме да правиме рок концерти кои беа многу битни, да не ги спомнаме ни Панкартие, ни Азра, Боргезија, кои беа алтернатива на европската рок музика. Тука беше младиот отворен театар, кој беше исто алтернатива на европската театарска сцена. Беше тогаш првиот самостоен театарски проект 82 година, значи надвор од театарска институција. Тоа беше ледво место на Горан Стефановски и на Слободан Унковски. Значи се роди една авангарда и таа авангарда не понесе сите нас. Джез фестивалот ќе прифати шемата од МОТ. Да биде отворен, да биде млад, да биде джез. Тамо се формира луѓе и тамо беше македонската интелигенција. Беше потребен некој, да така кажам, во она мирна обществена средина, еден импулс. И тој импулс беше да се има некој контакт со западната култура, со движењата на запад. Тогаш почна нежно отварање на нашето општество кон запад и доаѓањето на джез фестивалот со музичари од, да така кажам, лулката на джезот веќе обезбеди да го има тој контакт. И поддршката што ја дадоа луѓето кои што беа гладни, да така кажам, за поинаков тип на музика, го даде тој импулс и таа поддршка и джез фестивалот на тој начин и преживеа. За джез во Скопје во тоа време актуелни беа две радиоемисии. Едната беше на Костадин Костадинов и другата беше на Оливер Белопета и Велибор Педевски. Тоа беа, да така кажам, изворите за джез во Македонија. Имаше една емисија која долго години ја водеше Слободан Николовски Боде, па после ја водеше Костадин Костадиновски во светот на джезот и таа одеше во понеделник во 10 саат навечер, јас знам зашто слушав тоа. Ја имав емисијата во светот на джезот. Беше специализирана емисија специјално направена да ги едуцирам љубителите на джез музиката. И направив 2000 емисии. Ги едуцирав од сите аспекти, за сите влијанија во джезот и почнувајќи од првиот стил во джезот, њуорлеанскиот джез. Гери Бартон на вибрафону, Тигер Окоши на труби, Чип Джексон на басу и Боб Мојзес на бубњавима, чланови со ансамбла кој води прославljeni мајстор на вибрафону Гери Бартон. Слушав на радио Белград Светолик Јаковлевиќ, водеше таква емисија, слушав на Voice of America, на радио баравме джез да чуеме, немаше од кај да се чуе и немаше од кај да се научи. Така да тоа беше многу макотрпен период за оние што свиреа джез. Тоа беше период каде што ја патував на Белградскиот фестивал, не го пропуштав. Љубљанскиот фестивал во 70-ти години. Имав радио емисии, меѓу кои на Македонското радио, една джез панорама.
И имаше уште неколкумина кои го сакаат джезот и кои исто знаева да патујат. Меѓу нив беа Гоце Димовски од тогашниот дом на млади и Александар Герасимовски Геро од музичката младина. Тоа за среќа, последните неколку дена ме побараа неколку луѓе од мои другари од порано од Скопје. Еден од нив е всушност и еден од главните протагонисти на самиот почеток на таа емисија Джез Панорама, Љупчо Ристовски, кој заедно со Оливер Белопета ја почнаа таа емисија. И јас бев тој најмладиот, третиот, кој им се приклучи некаде 76-7 година, јас бев наистина млад. И учев многу од Вајсата, тука нема никаков збор, секогаш мора да учи од некого. И тој ентузијазам кој јас го имав, кој Оливер и Љупчо го има Ристовски, беше неверојатен, заразен. Се разбира, ние сме индивидуалци, секој на крајот завршува по својата патека. Меѓутоа, во тоа време беше битно да се биде дел од една таква емисија, од едно такво невинно движење, ако можам да го наречам, кое подоцна доби најразлични облици кај секој од нас. Па, реков на почетокот, ние наши пилограф вадевме билтени за да ја презентираме програмата и ги собиравме на пиво новинарите па да им раскажеме. Да не поддржат, зашто радиото е исто така. Зашто немавме пари. Немавме средства да ги покриеме, требаше да се покријат патни трошоци, хотел и да се плати хонорар. Иако Оливер беше присутен како новинар на джез фестивалот, и он, Велибор Педевски, Маријан Велевски, Зоран Дабиć и други новинари кои што исклучително многу помага со своји сугестии, забелешки, укажувања на пропусти и така натаму, отстранување на тие пропусти и така натаму. Таа убава конекција и пријателството помеѓу Оливер Белопета и Велибор Педевски. Едно време заедно ја работеа саботната страница на весникот Нова Македонија. Своевремено имавме и таков весник кој имаше секоја сабота страница посветена на музика, меѓу што и на джезот. Заедно ја работеа таму, иначе беа и пријатели, менуваа плочи и така натаму, за да во еден период Велибор се пресели во Америка, живее во Њујорк, предава на универзитет, беше едно време и диџеј и така натаму. Почнав да правам емисии на трета програма кои траја многу долго, најразлични серии кои ги правев со години, и мислам дека тие беа важни не само за мене, за мојот растеж, туку и за таа публика, колку год да била таа мала или голема, тоа не е важно. Еден да допрете со тоа што го работите е веќе голем плюс и мисијата е завршена. Мислам дека тие емисии оставија голема трага и, како што рече Љупчо Ристовски, тие неминовно доведоа до формирањето на тој джез фестивал. Освен дискофилијата одлична што имаше, например, Оливер, Попе, Велибор Педевски, Мирко Стефаневски особено, мојот драг пријател Ванчо Колев, кој што имаше на цела едиција, не знам колкава веќе од ECM на нови состави и така натаму. Ние купивме овдека во Музичка младина, земавме I Love Jazz, тоа е читава едиција. Едно, не знам, 20-30 плочи тој за да ги пуштаме овдека во клубот, да речеме, од не знам кој, од Беси Смит па навака. Можностите на медиумите не беа толкави како што е то денеска, без дигитализација, без илјадници, портали, фейсбуци и така натаму. Тоа беа само Нова Македонија и вечер, тоа беше само МРТВ и тоа беа Млад Борис студентски збор. Тоа беше толку. За таквите манифестации како рок фестивалот, како джез фестивалот, како Млад отворен театар, не правевме ни плакати, ни ништо. Тогаш немаше сајтови, немаше Фејсбук, немаше ништо. Имаше вечер, Нова Македонија, екран, Млад борец. Морам да кажам дека одлично е поддржаа за джез фестивалот.
Многу позитивно. Нова Македонија имаше саботна страница за музика, во која имаше простор за джез, имаше простор за рок музика, за поп музика, имаше една ревија Екран која комплетно покриваше недела дена. Јас еден период бев уредник на Арена во весникот Дневник, кој денеска не постои, кој одевме и беше доста релевантен за тој период. За музика пишуваа Оливер Белопета и Велибор Педевски. Маријан Велевски пишуваше у Вечер. Зоран Дабиć пишуваше у Млад борец. Љупчо Јолевски тогаш се појавуваше. Љубомир Грбевски беше у Екран. Тимчо Апостолов, Грета од Жакова. Од сите нив ние за сите програми од музичка страна зборам ја, имавме многу убава поддршка. Првата врска со Джез фестивал бев ангажиран како некој новинар што правеше интервјуа со музичари, бидејќи самиот бев музичар на почеток, па знаев што да ги прашам. Не се сеќавам кој вестник, дали беше Студентски збор или Млад борец, сеќавам само дека мојот драг пријател Љупчо Јолевски, кој е еден од ретките музички критичари во земја. Тоа го работи цел живот и он тоа што почнеше кариерата. Гоце и Геро отпатува во Нови Сад специјално да се договараат со Новосадскиот джез фестивал заради оперативно обезбедување на сите потребни информации и солидни подготовки во реализација на джез фестивалот. Но таа соработка беше и со Дом на млади на Белград, на Сараево и така натаму. Ние во тоа време имавме така наречени поздрави кои што беа со главните градови во Југославија и од каде што разменувавме искуства и менјавме програми и така натаму. Така да, Нови Сад, али исто така и Белград, и Грожњан, и Сараево, и Загреб и така натаму. Со помош на нашите пријатели од Музичка младина на Војводина, кои што веќе втора или трета година тогаш го правеа Новосадскиот джез фестивал, Владо Ковачевиќ, кој сега се сеќам, се договоривме во 82-та година да присуствуваме јас и Гоце на нивниот Новосадски джез фестивал, кој што тогаш беше навистина со богата програма. Да ја спомнам само дека беа присутни тогаш еден од најпознатите состави Арт Ансамбл од Чикаго и многу други. Бевме, отидовме на нивна покана, разговаравме со неколку состави тогаш, ни овозможија да почнем прво со составот на Лало Ковачев, кој тогаш прв пат ја презентираше својата плоча Балкански импресии, инспириран од музиката од Балканот, особено од Македонија, со Јаспер Ван Хоф и Манфред Шоф и со уште неколку други музичари. Првата иницијална каписла дојде од Геро, Александар Герасимовски, кој беше на некој фестивал джез од помал карактер, организиран од Музичката младина на Србија во Нови Сад и доаѓа нешто, седиме така и вика ајде да направиме и тука фестивал. Не му беше шега, мислам, половина беше сериозен. И така започна таа идеја. Се разбира, имаше две задачи. Прво да се убеди тогашниот директор на МКЦ, и Гоце беше музички уредник, да дозволи нешто такво. Тогашен директор беше Мирко Стефановски. Веднаш по присуството и договарањето за концерти со овие неколку состави, се вратиме во Скопје и на една заедничка средба за да ги искажеме нашите импресии, јас, Мирко и Гоце, рековме, ако може Нови Сад да има джез фестивал, зашто не може Скопје да има? И така веднаш после месеци нешто тргна Скопскиот джез фестивал овдека во просториите или во дансинг салата на Домот на младите или сега Младинскиот културен центар. Јас свирев
82 на джез фестивал у Нови Сад, Дани джеза у Новом Саду. И у тај момент тамо се видовме со луѓето од Дом на млади, значи Геро беше тука, Мирко, и разговаравме дали вика може да отвориме, нели, мислам разговор беше дали може и у Скопје да се направи вакво нешто, ваков фестивал. И така почна, мислам, они после се организира и тоа го стварно спроведеа у истата година, значи таму октомври, септември, кога беше првиот фестивал. Идејата не можеше да остане, не можеше така да стои кога влегоа луѓе кои има исклучително многу познавања, визија за еден фестивал и потребата дека тоа дека треба да се направи навистина професионално. Тука би спомнал повеќе луѓе во првиот и вториот, тоа беа Мирко Стефановски, Гоце Димовски, Александар Герасимовски. Да, ние троица се погриживме за тоа се тргне, нели, првите година, 2-3. Меѓутоа околу нас гравитираја многу луѓе, да спомнем само дека беа многу мощно заинтересирани и Велибор Педевски, кој не е, мислам, во Македонија, нели живее во, колку што знам, во Соединетите Американски држави. Потоа Оливер Белопета, потоа неколку други млади луѓе кои што беа во нашиот клуб на музичка младина овдека во Домот на младите. Да ги спомнам неколку нив би сгрешил, може би другите ќе ги заборавам. Меѓутоа ни самите ќе се препознаат, бидејќи ни се драги пријатели ден денеска. Имавме совет на фестивалот во кој членуваја од Сашо Ордановски, Фрчковски, Темков, Костадин Костадиновски, не знам, еден куп луѓе, знаете како беше тогаш. Мораш да има совет, све да помине на совет и така натаму. Таа професионалната екипа, музички уредник беше Гоце Димовски, а Александар Герасимовски беше секретар на музичка младина на Скопје, која што влечеше корен. Со оглед на тоа што Дом на млади во тоа време беше професионална екипа, а тако сериозен зафат не може да се направи. Тука беше покојни Абјанич од македонска телевизија, може би го паметите некој од вас. Тука беше Ванчо, сега е некој инженер. Ванчо Колев, да. Тука бе еден куп млади деца кои со ентузијазам влегуваја во целата работа. Тука бе од Бастион Лупчо Стоисавлевич, Ѓорѓи Хаджи Ангелковски, сега психијатар. На таа професионална екипа се приклучи, ја да кажам, една армија од млади луѓе, влюбеници во музиката и во културата, а и во джез музиката, која што исклучително многу помагаше. Колев, Ванчо, Љупчо, Хотнасер, Вуковиќ, една екипа од најмалку 30 млади активисти кои што беа скоро секојдневно присутни и у клубот и у Домот на млади. Во вториот круг, така да кажам, бевме ние кои што бевме поддржувачи и кои што дававме, да така кажам, поддршка во смисол на обезбедување контакти, посочување на одредени интересни групи. Така да тоа беше, велам, као што и кажав, еден отворен форум во кој што секој можеше да дојде и да изнесе свое мислење, а луѓето од Дом од 25 мај и музичка младина, од тогаш која што беше со организатор, беа отворени да ги примат сите сугестии. Сите тие има идеја која ги водеше да направат и во Скопје джез фестивал. Практично како организации беа Домот на младите и музичка младина. Како институција, односно невладина организација, да речеме.
и тие работи, и тоа траеше некаде до 90-та година, мислам. Тогаш во организацијата покрај Мирко Стефановски како директор на Дом на млади, Александар Герасимовски како секретар на музичка младина на Македонија и јас како музички уредник на Дом на млади, имавме уште 50 на луѓе кои беа љубители на джезот, кои учествуваа конкретно во организацијата. Сето тоа се случуваше во Дом на млади во Дансинг салата. Позајмивме озвучење од кај вас, од македонското радио, и така започна. Јас повеќе бев завртен кod тој другиот аналитички, истражувачки дели и така натаму. Геро, сепак е он тој што носеше дух у джез фестивалот. Кога почнавме со джез фестивалот, немавме директор, немавме ништо. Бевме ние тројца кои ја креиравме програмата во договор со луѓето кои повеќе од нас го знаеат джезот, Велибор, Оливер, не знам, Лјупчо и така натаму. Бевме другари меѓу себе. Ние сите се познававме, се дружевме, заедно посетувавме и концерти на музичка младина, и концерти на филхармонија во домот на армијата, така да немавме, јас сега да не можам да се сетам за некоја формална структура, програмски совет или сето тоа. Тоа, повторно ќе кажам, беше еден отворена сцена на која што луѓе го даваа својот придонес онака како што можат. Тука во таа организација која што бараше многу логистика, местење на инструменти, озвучување, клавири, ред други работи, сите ние учествувавме во тоа. И туркавме клавири, и носевме столици, ја уредувавме салата во која што се седеше, уредувавме сцената. Постои една историска слика тука во самата сала, во дансинг салата на Домот на млади, во кој што е целокупната организација, да речем, техничка, организациона, програмска и така натаму. Морам да кажам дека само тоа е онај најентузијастички почеток, практично без никакви финансиски средства. Без ништо. Година-две после тоа од фестивалот како организација се повлече Геро, односно музичката младина. Оти веќе фестивалот ги надрасна можностите што можеше да ги пружи младината. За директор на Дом млади Гоце. Он стана директор на Дом млади, а Геро остана во музичка младина. Директор на Скопскиот джез фестивал кога станав директор на младинскиот на Домот на младите 25 мај 86 година. Пред тоа функционираше совет во кој бевме сите. Тој беше уште од почетокот во програмскиот совет и од почеток. И потоа заедно со Оливер многу убаво се слага, се сложува убаво и немаше никакви тешкоти во смисол на организирање на она што можеше со тие ресурси да се организира. Велам, Гоце Димовски, да така кажам, би бил некоја втора фаза во организацијата на джез фестивалот. Джез фестивалот како форма се регистрира по друг начин, агенцијски или веќе како тоа иде, како посебна единка и практично на некој начин се одвои од овие две. Прво музичка младина излезе заради од сета таа работа, од проста причина што имавме премногу обврски, особено јас. Втора работа, времето покажа дека начинот на организирање треба да биде малце подруг. Нели? Времето си носи распадот на Југославија, на социјализмот, да го речеме и така натаму, малце подруго беше. Од 93 година исто тоа беше важен момент што
Джезот мораше да се осамостои и 98 година да се прилагоди како установа за уметничка дејност по првиот и единствен тогашен закон за култура, од проста причина што без оглед на несебичната подршка на директорот Гоце Димовски, фестивалот веќе прерасна во нешто многу големо и исто ги надрасна можностите што ги пружеше Домот на младите со веќе многу тековни проблеми, особено околу наменското користење на средствата кои беа наменети за джез фестивалот, и тоа е една, да не кажам, куса историја за самите почетоци. По 4-годишна работа на клубот, еве доаѓаме непосредно до самата реализација на джез фестивалот и во очи на фестивалот 20 дена, секоја вечер во клубот ја представувавме програмата на Скопскиот джез фестивал. Ја имав таа чест и задоволство да го отворам првиот Скопски джез фестивал. Започнавме со джез фестивалот овдека, со концерти на составот на Манфред Шоф, со познатиот пианист Јаспер Ван Хоф. Отворањето беше со Манфред Шоф квартет, со Жаспер Ван Хоф, еден познат пианиста, кој за прв пат тогаш ја изведе композицијата Цветовите на Скопје. Кога они слушнале дека ќе дојдат во Скопје, он напишал композиција. Они настапуваа во дансинг салата во Дом на млади, и тоа 2 вечери со ред. Помош ни даде тоаш ГТ центарот за присуството на Манфред Шоф овдека, за неговиот концерт. Третата вечер беше Лала Ковачев, четвртата вечер беше BP Convention Бошко Петрович. И некој да кажем, Лала Ковачев тогаш го представувавме албумот Балкански импресии, кој беше базиран исклучиво на македонскиот фолклор. Во 1982 година го упознав Лала Ковачев, познатиот бубњар, со неговиот бенд. Го упознав, фестивалот се одржуваше во МКЦ, во дансинг салата. Со него во групата беше и Душко Гојковиќ, најпознатиот европски трубач во тоа време. Дел од програмите, особено првите години, со помош на тогашната културно-просветна заедница од Штип, и наш пријател, морам да го спомнам, Дончо Нацев,
се неколку групи учествуваја и на концерти во Штип. И практично Штип беше еден сателит на некој начин на Скопје, на Джез фестивалот во Скопје. За изненадување настапи една група од Штипско-Скопска, која се викаше Джез 82, која беше формирана точно за тоа. Тоа беа Гоце Мицанов, саксофонист од Штип, кој заврши или учеше у град, не ме фаќате за збор, и нашиот Лјупчо Мирковски, кој го испратвите у пензија сега пред малку. И уште две штипски дечина. Беа изненадување на таа на првиот Скопски джез фестивал. Една од композициите што ги свиривме од Бени Голстон, Силвер Серенада, кој траеше негде 40, може 50 сат време, не секам. 82 година направиме еден оркестар, ја направи джез оркестар од секстет со луѓе од Штип и од Скопје. Лјупчо Мирковски беше на труба, Лјупчо Трајковски Фис на бас, Донев Мите беше од Штип на тапани и Дамир на клавиатури, на клаве. Сеќавам се, баш беше полно у Дом на младите, големата сала, тогаш не сум, сега не знам дали реновирана или било што, али беше полно. Имаше интересни групи, имаше Лала Ковачев, беше од Србија, со некои станци свирее како квинтет. Имаше многу убави джем сешни навечер, баш и јас свирев, кажам, секој ден тие за време на фестивал после концертите. Тука требаше да настапи групата Излез, каде што беа Гаро, Коко и компанија, но нешто се случи, не е битно што, и на нивно место настапи групата Бете Топ од Битола, кои беа рокери, а фактички нешто почна да импровизира джез. Моравме да пополниме вечер. И така почнавме. Полека со нашиве пријатели се правеше мапата, се довршуваше мапата на просторите на бивша Југославија и на Балканот воопшто. И со неколку менаџери, да речем, кои што понудуваа своји програми. Иако немаше интернет, меѓутоа нели по пат на телефон, факс и така натаму се таа комуникација се воспоставуваше. Веќе и фестивалите околу нас, Љубљана, Бране Рончел тогаш го водеше фестивалот во Љубљана, Белград, Мазур во Загреб, сите видоа дека ние сме сериозен партнер и почнавме да се работуваме. Стапувавме во контакт и со, да речеме, нашиве пријатели од Новосадскиот джез фестивал, со Белград, со Загреб, со Љубљана особено, да речеме, кои што беа, нели, веќе има доста години позади себе, ние тек бевме во почетокот, и добре самите джез музичари кои што во тие периоди летни или пак есенски, рано есенски и така натаму, колку се сеќавам од тогаш, гравитираа во Европа. Соработката значи беше во неколку години пред тоа беше доста широка и оттамо и влечавме со Дом на млади на Белград, со Нови Сад. Бошко Петровиќ имаше куќа во Грожњан и тамо од тие работни посети на тој меѓународен камп каде што он музицираше и правеше концерти, можевме долго време да разговараме со Лала Ковачев во Нови Сад, со Манфред Шоф во Белград, кој што беше на концерт.
Thank